помина средбата? Да, средбата помина во еден пријателски, убав амбиент. Ги разменивме мислењето околу актуелните политички случувања во државата. Ги кажавме нашите аргументи, ги слушнавме позициите од страна на еврокомесарката Могерини и во интерес на тоа што беше внатре кажано, би задржал на оваа изјава околу позициите за внатрешните случувања во државата, но и актуелната политичка тема која што е поврзана, се разбира, со реформскиот процес, но и со референдумското изјаснување кое што би се случило на 30 септември. Но ја користам оваа прилика да се обратам лично и персонално на граѓаните на Република Македонија, а истото тоа е поврзано со неколку последни несреќни изјави кои што председателот на владата, премиерот господин Зоран Заев, изминативе неколку дена екзибиционистички во свој стил неконтролирано ги кажува за време на оние соочувања со граѓаните широм Македонија. Имено можевме да слушнеме како председателот на владата повикува за камшикување на сопствениот народ, можевме да слушнеме како председателот на владата господин Зоран Заев повикува на мито на сопствениот народ, која ги повикува бизнисмените да го одврзат кесето, да дадат 13-та плата, како имал средба со одреден бизнисмен во владата. Би сакал да искористам оваа прилика и да се обратам до граѓаните на Република Македонија, до моите пријатели, до роднините, до моите соседи, до моите колеги, до моите сопартици. И сакам да ги замолам сите граѓани во Република Македонија да не подлегнуваат на сите овие обиди за понижување, за омаловажување, бидејќи никој во историјата македонскиот народ не го камшикувал, па нема тоа да му го дозволиме ниту на Зоран Заев, ниту на било кој ќе се обиде да направи такво нешто. Никој во историјата не успел да го понижи сопствениот народ, македонскиот народ и останатите граѓани во Република Македонија, како што тоа го прави Зоран Заев изминатите денови. Затоа би сакал сите вас, граѓаните на Република Македонија, македонците, но и останатите, да ве замолам да го задржите вашето достоинство, да не потпаднете на овие провокации од страна на председателот на владата. Вие сте горди, вие сте достоинствени што живеете во оваа држава. Тука е ВМРО-ДПМНЕ. ВМРО-ДПМНЕ е секогаш бил столбот на државноста во Република Македонија, така ќе биде овој пат. Слушајте го вашето срце и вашиот разум како да постапувате во својот живот, така и постапете на 30 септември. Ниту едно омаловажување, ниту едно понижување, нити еден обид за камшикување на Зоран Заев и армадилата околу него нема да им помине. Ви благодарам. Дали по средбата со Могерини останувате на ставот дека секој граѓанин треба да действува по собствено убедување, што го кажавте официјален став на партијата? ВМРО-ДПМНЕ ставот не го гради врз основа на чувства, ВМРО-ДПМНЕ ставот го гради врз основа на она навигација која што ја доби од граѓаните, врз основа на сите оние информации кои што ги добиваме од средбите со нашите пријатели од меѓународната заедница, но и оние средби со граѓаните, како што рекуваме минатото. Нашиот став е изграден, потврден од телата на партијата, од извршниот комитет, едногласно од централниот комитет, така што ВМРО-ДПМНЕ го кажа својот став и јас сега не би го повторувал и нема промени во истото. Ви благодарам. Како ќе постапите вие на 30? Ке мора да почекате на 30 и еден ден после мојот роден ден да видите. Ви благодарам. Благодарам.